إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот семокниот створител на земјата и небесата Аллах субханаху ва таала, владарот на судниот ден, силен и мудар, благ и милослив, жив и постојан, кој не умира. Од него зависи се, од него има потреба се, а тој не зависи од никој и нема потреба од никој. Тој живот дава и тој смрт дава. Негова е власта на земјата и небесата. Ниту е роден, ниту пак родил, и никој него не му е рамен. Себбеха лиллахи ма фи семавати ва ма фи ларди ва хуа л-азизул хаким. Него го слави се што е на земјата и се што е на небесата. Ва хуа л-азизул хаким, и тој е мудар и силен. Тулиджу л-лейле фи н-нахари ва тулиджу н-нахара фи л-лейл. Ја вовлекува ноќта во денот и го вовлекува денот во ноќта. Знае што во земјата влегува и што од неа излегува. Го знае она што се спушта од небесата и она што се воздигнува кон него. Го понижува кого сака и го воздигнува кого сака. Го извлекува живото од мртвото и го изведува мртвото од живото. Го знае скришниот поглед и она што го кријат градите. Тајната кај него е изразита. Гајбот кај него е познат. Огромни галаксии пловат во неговото царство. Големи снажни мелеки го слават околу неговиот арш, силно и гласно извекувајки: Субхане дил арши вал джебарут. Славен си ти, о Аллах! Славен си ти, о Аллах, кој си собственик на аршот голем. Си собственик на аршот голем и величенственоста. Субхане дил мулки вал малакут. Славен си ти, кој си власник на власта и огромните пространства. Субхане л-хај аллади ла јамут. Славен си ти, кој си жив и никогаш не умираш. Субхане аллади јумиту л-халаиqa ва ла јамут. Славен си ти, кој ја одредува смртта на сите своји створенија, а тој не умира. Субхане дил арши вал малакут. Славен си ти, кој што си господар на Джибрил алейхиссалам и сите мелаики. Субхане дил малаикати вал джабарут. Си господар на сите мелаики и Джибрил алейхиссалату вассалам. Аллах субханаху ва таала некои од своите створенија ги одликувал, ги истакнал и ги воздигнал изнад останатите. Па како што Аллах субханаху ва таала искрените, сјајните вернички срца ги издигнал над мрачните невернички срца, како што иманот, тоа е верувањето, го воздигнал над куфрот, тоест неверувањето. Исто така Аллах субханаху ва таала го воздигнал и возвишил таухидот, тоест монотеизмот, едноштвото Аллахово, изнад ширкот. Таухидот нема нешто по-значајно, по-вредно, со што може да се украси и заслади едно човеково срце. Таухидот, всушност, поради него се створени земјата и небесата. Поради него е настанат и створен цел овој универзиум. Универзиум кој со самата своја компактност, со самиот свој склад, покажува и го докажува Аллаховото едноштво. Аллах субханаху ва таала таухидот го направил столб на оваа возвишена вера.
го направил патокас кој води до дженнет. Без таухид, ниту едно дело не може да биде примено кај Аллах субханаху ва таала. Валидноста на едно дело зависи од таухидот. Како што ибадетот, пример намазот, како што не може да биде валиден доколку еден од условите изостане, исто така и таухидот не може да биде потполно реализиран ако фали еден од условите на таухидот. Ако намазот изгуби еден од шартовите, дали тој намаз е исправен? Ако, пример, изгуби абдест, дали тој намаз е валиден? Тој намаз не е валиден. Исто така и таухидот, ако изгуби еден од условите од шартовите, тој таухид е пропаднат неважечки. Таухидот, драги почитувани браќа, тоа е причината зошто Аллах субхану ва таала ги испратил сите пегамбери на оваа дуња. Тоа е причината зошто се спуштени сите Аллахови книги. Поради таухидот се пропишани сите Аллахови закони. Аллах субхану ва таала ни кажува во еден курански ајет: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Вели Аллах субхану ва таала, ние на секој народ му испративме расул, пратеник, пегамбер. Ени абудуллах, обожавајте го само Аллах субхану ва таала, ваджтанибу тагут, и дистанцирајте се од тагутот. Тагут по дефиниција куллу ма ю'бет мин дунилlah ва хуа радин бихи. Се она што се обожава освен Аллах субхану ва таала, а тој е задоволен од сето тоа. Прво нешто со што почнува секој пегамбер, прво нешто кон што повикувал секој Аллахов пегамбер пратеник, тоа е таухидот. Аллах субхану ва таала ни кажува во еден курански ајет: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Вика, ние не спративме ниту еден пегамбер. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Вика, на секој пегамбер и оние што биле пред тебе, нема, а ние да не му објавиме, да му кажеме ени абудуллах, значи обожавајте го само Аллах субхану ва таала. Илла нухи илейхи еннаху ла илаха илла ена фа'будун. Нема друг господар кој е достоен за обожавање освен мене, фа'будун, па обожавајте ме, вика Аллах субхану ва таала. Таухидот, иншаллах, со помош на Аллах субхану ва таала, прво да се запознаеме како израз. Што значи овој збор таухид? Многу пати слушаме таухид. Етимолошки, односно јазички, таухидот е инфинитив на глаголот вахеда ювахиду. Таухида, што значи да го издвоиш нештото како едно, единствено. А терминолошки, односно во шеријатот, таухид значи ифрадуллахи бир рубубијети вал улухијети ва асмаи ва сифат. Да го издвоиш Аллах субхану ва таала со својот рубубијет, улухијет и асма ва сифат. Значи, таухидот се дели на три дела: рубубијет, улухијет, асма ва сифат. Таухидот рубубије, значи првиот дел, доаѓа од зборот раб, значи оној кој е господар. Ние во секој намаз цитираме алхамдулиллахи раббил алемин. Значи благодарноста му припаѓа на господарот на световите. Аллах субхану ва таала ни кажува во еден курански ајет: Кул ман јерзукукум минес сема. Кажи кој е тој кој ве нахранува, кој ве снабдува, минес семавати вал ард, од земјата и небесата. Еммен јемлеку сема вал абсара, чие дело се слухот и видот. Мен јохриджул хаје минел мејит, и кој е тој што го извлекува живото од мртвото. О јохриджул мејите минел хај, и го вади мртвото од живото. О мен јудаббир ал-амра, и кој е тој кој управува со се. Ле јакулунна Аллах. Аллах одговара на крајот од ајетот, вели ќе кажат, тоа е Аллах субханаху ва таала. Значи, овој вид на таухид, дури курејшиите, кои биле неверници, значи неверниците од курејшиите го признавале, го потврдиле. Попросто да кажеме, за да ме разберете, значи таухид рубубије, тоа е да го признаеш Аллах субхану ва таала,
za tvoj gospodar, za Halik, za stvoritelj, za Malik, onaj koji je vlasnik, onaj koji gi stvara, koji dava porod, koji stvara deca v utробите на мајките, onaj koji го dava životот, onaj koji dava смртта, onaj koji ги вади плодовите од земјата, onaj koji ги праќа ветровите. Значи сите овие дела на Аллах субхану ва таала кои што се собствени само за Аллах субхану ва таала. Значи ова е првиот дел таухид рубубија. Другиот дел таухид улухија доаѓа од зборот илах, што значи божество. Allah subhanahu wa ta'ala veli во Куран ел-Керим: "Вама халакту л-џинна вал-инса илля лијабудун." Вели јас не ги створив луѓето и џинните за ништо друго освен да ме обожаваат и да ме спознаат мене. Што значи дека Allah subhanahu wa ta'ala овој вид на таухид улухија го назначил како наши дела кон Allah subhanahu wa ta'ala. Значи тука спаѓаат намазот, постот, зекјатот, хаџот, стравот од Аллах субхану ва таала, љубовта кон Аллах субхану ва таала, истиаде, барање заштита од Аллах субхану ва таала, истиане, барање помош од Аллах субхану ва таала, истигасе, значи барање помош во тешка ситуација. Се тоа е ибадет. Што значи ибадет? Шехул Ислам го дефинира ибадет како исмун џамиун ли кулли ма јухиббу Аллаху ва јердаху мин қаулин ва фиълин ظاهرин ва батинин. Тоа е сеопфатно име за се она што Аллах субхану ва таала го сака од зборови или дела. ظاهرен ва батинен, било тоа да биде јавно искажано или тоа да биде скриено во внатрешност. Значи таухид улухија рековме се тоа нашите дела кон Аллах субханаху ва таала. Аллах субхану ва таала ни кажува во еден друг курански ајет: "Ва'буду Аллаха ва ла тушрику бихи шеј'a." И обожавајте го Аллах субхану ва таала и немојте никого за здруженик да му припишувате. Во друг курански ајет ни вели: "Ва қада раббука ла та'буду илля ијаху." Твојот господар одреди да го обожавате само Аллах субхану ва таала и никого како здруженик да не му припишувате. И третиот вид е есма ва сифат. Тоа се Аллаховите убави имиња и неговите совршени својства и атрибути. Тоест да го опишуваме Аллах субхану ва таала онака како што се опишал сами од себе си во Куран ел-Керим и како што го опишал Мухамед салаллаху алейхи ва селем со најубавите на најсовршен начин, онака како што му е својствено и како што му прилега на големината на Аллах субханаху ва таала. Била та'тил, без нагирање, вала темсил, без споредување, вала тахриф, без искривување на имињата на Аллах субханаху ва таала, вала такјиф, ниту пак прашување како е тоа. Значи кога ќе ни дојде име од Аллах субханаху ва таала или некој својство атрибут, го прифаќаме онака како што ни е дојдено од Аллах субханаху ва таала. За овој вид на таухид Аллах субханаху ва таала ни кажува во Куран ел-Керим: "Валиллахи ал-асмаул хусна фад'ууху биха." Вика на Аллах субханаху ва таала му припаѓаат најубавите имиња, па повикувајте го со нив. Значи овие три вида на таухид, рубубијет, улухијет, ал-асма ва сифат, се многу строго поврзани еден со друг. Значи ако еден од овие три вида изостане, таухидот е анулиран, неважечки, непостоечки. Во денешно време луѓето викаат: "Доволно е да ми е чисто срцето и јас сум муслиман. Доволно е да верувам со срце, тоа ми е доволно." Тука се руши нивното тврдење. Затоа што вака тврделе и неверниците во време на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И нив кога би ги запрашал: "Кој е ваш господар?" и тие викале: "Аллах." Аллах вели во Куранот, во Курански ајет: "Вала ин саелтехум мен халака ас-самавати вал арда ла јакулунна Аллах." И ако ги запрашаш: "О Мухамед, кој ги створи земјата и небесата?" ќе ти кажат: "Аллах." И покрај тоа Аллах субхану ва таала ги нарекува како неверници. Зошто? Затоа што ни вика во други курански ајет: "Вама ю'мину аксарухум илла ва хум мушрикун." Вика и повеќето мнозинството од луѓето од нив, вика, не веруваат во Аллах субхану ва таала, илла ва хум мушрикун, туку му здружуваат здруженици. Значи тие се уста викаат, потврдуваат дека Аллах е наш Господар, али во дело му припишуваат здруженици на Аллах субхану ва таала.
делот и бадетот, кој што го дефиниравме пред малку, му го насочуваат на друг, освен Аллах субхану ва таала. Значи, упатувањето на дова на друг, освен Аллах субхану ва таала. Може да биде да го обожаваат и Аллах и да му припишуваат здруженик. Или пак го оставаат Аллах, ги обожаваат другите божества без Аллах субхану ва таала. Значи, тоа е вториот дел на таухид улухие што рековме. Значи, само со говор и само признавање на Аллах субхану ва таала не е доволно за да се оствари овај таухид. Значи, Аллах субхану ва таала ни кажува дека таухидот за да се употполни мора да се почитуваат сите овие три видови на таухид и да се преточат во пракса. Она верување кој го имаме во срце, го кажуваме со уста, да го преточиме во дела, затоа што верувањето на Ахле Сунна вал Џемаа е каулу бил лисан, значи да кажува со јазик, и иътиқадун бил қалб, да верува со срце, вал амелу бил џаварих, и да работиш со дела. За да ја познаеме убавината на нештото, мора да се запознаеме со негативностите или со грдотијата на спротивната страна. Па за да би познаели убавината на таухидот, мора да запознаеме негативната страна на тоа нешто спротивното, тоест ширкот. Значи, самиот збор ширк значи изедначување или припишување на нешто. Додека ова е јазички, додека терминолошки значи тесвиету гајриллахи биллахи фи шејин мин хасаисилlah. Значи да го изедначуваш Аллах субхану ва таала, изедначување на Аллах субхану ва таала со било кој друг од неговите створенија и во она што му е својствено само на Аллах субхану ва таала. Значи да му направиш здруженик, ортак на Аллах субхану ва таала во нешто од она што му е својствено само на Аллах субханаху ва таала. Дошол еден асхаб кај Мухамед салалаху алейхи ва селем во хадисот кој го пренесува Абдуллах ибн Месуд. Хадисот е муттафиқ алейх, значи кај имам Бухари, кај имам Муслим вели. Го прашал ја Расулуллах, еју зембин аъзам, кој дело, кој греф е најголем? Рекол Мухамед салалаху алейхи ва селем, ен теджа'але лиллахи нидден ва хуа халакак. Вели да му направиш на Аллах субхану ва таала ортак, да му припишуваш некој, а тој те створил тебе. Зарем заслужува некој да го сакаме повеќе, да го респектираме од оној кој те го дал животот? Зарем заслужува за некој да живееш и да го сакаш повеќе од оној кој ти го дал животот? Тој е тој таухид кој треба да го изрази човекот во своите дела. А за да сватиме подобро кој е опасноста од ширкот, Аллах субхану ва таала ни кажува во еден курански ајет: "Инна Аллаха ла јагфиру ан јушраке бихи." Вели Аллах субхану ва таала не го опростува ширкот, не опростува да му се здружува некој, да му се направи ортак. Ва јагфиру ма дуне залике лимен јеша, а му опростува на кого он сака освен ширкот. Значи за ширкот Аллах субхану ва таала гарантира дека не го опростува. Значи единствено и најопасно нешто кој Аллах субхану ва таала не го опростува, тоа е ширкот. Во друг курански ајет Аллах субхану ва таала ни вели: "Валакад ухије илейке ва илел ледине мин каблик", вика ние како што те објавивме тебе, му објавивме и на оние пегамбери пред тебе. Значи пазете, зборува за пегамбери, не обични луѓе. Аллахови пратеници кои биле пред Мухамед саллаллаху алейхи и за Мухамед саллаллаху алейхи и за сите луѓе кои ќе дојдат до јаумул қијаме. إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Вика ليحبطن عملك. Вели доколку му направиш ширк на Аллах субхану ва таала, сите твои дела ќе пропаднат. Значи сите твои дела се анулираат, се носат на нула. Значи се неважечки кај Аллах субхану ва таала. И на крајот вика: "Вала такуненна минал хасирин", и ти ќе бидеш од изгубниците. А најголема загуба е човек да заврши во џехеннем вечно. А најголема победа е, како кажува Аллах субхану ва таала во курански ајет: "Фамен зухзиха анин нари ва удхилал џенне фақад фазе фаузан азима." Вика, а кој ќе биде избавен од џехеннем и ќе биде внесен во џеннет, тој навистина победил со вистинската огромна
победа. Значи тоа е победата. Човек да го ствари теохид и да биде спасен од џехеннем, да биде внесен во џеннет. Ќе наведам неколку примери за она што се случува помеѓу нашите браќа и сестри посебно. Значи од ширкијат, кои ги имаме доста распространети денес кај нас. Прво, човек кога е болен, прво што прави, бара помош на недозволен начин. Како, например, оди кај каброви, значи во гробови од некои си, така наречени евлии, или оди бара помош од некои си така наречени шејтани, сихирбази, кои под наводници ги лечат, барајќи помош од самите нив. И при тоа, припишувајќи му здруженик на Аллах субханаху ва таала. Пример за тоа е, значи како тие му припишува здруженик на Аллах субханаху ва таала, му бараат помош на недозволен начин со тоа што тие сихирбази, значи тоа го прават со помош од некои нивни шејтани или џинни. И при тоа бараат да се коли курбан за некој друг освен Аллах субханаху ва таала и упатуваат дова на некој друг освен Аллах субханаху ва таала. А за упатувањето на дова Аллах ни кажува Куранот: "Ва иннал месаџида лиллахи фала тад'у ма'a Аллахи ахада." Вика, месџидите се Аллахови и немој фала тад'у ма'a Аллахи ахада, и немој да го повикуваш некој друг освен Аллах субханаху ва таала. За курбанот кој што го кула за друг освен Аллах субханаху ва таала, Аллах ни вели во Куранот: "Кул инна салати ва нусуки ва махјаја ва мамати лиллахи раббил алемин." Кажи: инна салати, мојот намаз, ва нусуки, и моите обреди, тоест мојот курбан, ва махјаја ва мамати, и мојот живот, и мојата смрт му припаѓаат само на Аллах субханаху ва таала. Човекот, пример, Аллах субханаху ва таала го искушал со тоа што нема долги години деца. Што прави? Оди се заветува кај филан кабр, или оди бара помош од филан кабр, или оди во филан теке, или оди во филан дрво, или оди во филан камен, барајќи помош од нив, мислејќи дека има некој си берекет во тоа. И се заветува, вели, ако добија машко или женско дете, пример, тој курбан ќе го колам за тој и тој евлија под наводници, тоест шејтан. Значи, самото тоа колење на тој курбан представува ширк, затоа што го направил тој светец, што е во неговите очи светец, го направил ортак на Аллах субханаху ва таала. Значи, му го припишал за здруженик и затоа направил голем ширк. Со тој голем ширк, значи, човекот излегува од верата. Исто така, значи, еден од видовите на ширкови кои ги имаме за жал, тоа е да човекот упатува дова, значи, на некој друг освен Аллах субханаху ва таала. Аллах ни кажува и се лути кога бараме од некој друг помош наместо од Аллах субханаху ва таала. Значи, да бараме помош во она што човекот го може, е во рамките на неговите способности, тоа не представува никаков проблем. Него тоа е проблем кога бараме помош од невидливо, од некој си шејтан, или од некој си џин, или од некој си одсутен. Тогаш тоа представува ширк. Абдулла ибн Аббас во хадисот кој го пренесува имам Тирмизи, вели, кој го бележи имам Тирмизи, вели, Мухамед салаллаху алейхи ва салем еден ден ми кажа: "Ја гулам, инне уаллимуке келимат." Вели, о младече, јас ќе те поучам со некои зборови. Ихфазиллахе јахфазк. Вели, чувај го Аллах субханаху ва таала, па и Аллах субханаху ва таала ќе те чува тебе. Тоест, чувај ги границите Аллахови. Тоест, извршувај ги Аллаховите наредби. И дистанцирај се, оддалечи се од Аллаховите забрани, од Аллаховите харами. Значи, кога ти го чуваш Аллах субханаху ва таала, и Аллах субханаху ва таала те чува тебе. Значи, кога човекот е покорен на Аллах субханаху ва таала, Аллах субханаху ва таала му гарантира дека ќе го зачува во ситуација кога ќе му биде тешко. Во продолжение вели:
Wa idha sa'alta fas'alillah. I koga ke baraš, baraj samo od Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. I koga ke baraš pomoć od nekoj, baraj pomoć vo teška situacija, vika baraj samo od Allah subhanahu wa ta'ala. Nije vo sekoj namaz vikame iyake na'budu wa iyake nasta'in. Samo tebe te obožavame i samo od tebe pomoć barame. V arapski jezik došlo iyake, po pravilu treba da dode na'budu ke. Međutim, ova kef na kraju je da idemo pred glagolot. I ova se vika u arapski, u arapska gramatika min edavatul hasar. Znači posebno, strogo, samo tebe te obožavame, ja Allah, i nikogo tebe združenik ne ti go pripišuvame. Što znači deka ljudje koji baraat pomoć od drug, osvojen od Allah subhanahu wa ta'ala, ona što ne je vonivna sposobnost, togaš napravile širk na Allah subhanahu wa ta'ala. Vo drug rivajet, osvojen ovaj na Imam Tirmidhi, koji go prenesува, veli Ta'arraf ila Allahi fi rahai, ja'rifke fi šidde. Veli, zapoznaj go Allah subhanahu wa ta'ala, koga si vo blago sostojba, pa i Allah subhanahu wa ta'ala ke te poznava tebe, koga si vo teška situacija. Vo slučajot na Yunus a.s. koga padna vo stomakot od ribata, od kitot. Neli kaže, la ilaha illa anta subhanake, inni kuntu minel zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala, znači koga padna vo stomakot na ribat, mu se ozvilna negovata dova. Međutim, prvo, koga meleci da go slušnale Yunus a.s. Kako go povikova Allah subhanahu wa ta'ala i bara izles, meleci ta rekli, ja rab, inna hada sautun ma'ruf indana. Rekao, navisna, ja rabi, ovoj glas je poznat kaj nas. Pa Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ja melaiketi, innahu abdi Yunus. Rekao, o moji meleci, to je moj rob Yunus a.s. Melekete začina rekli, ja rabbi, zarem to je Yunus a.s. od koji što sekoj den vozdignuvame dela koji se primeni kaj tebe. Rekao, da, to je moj rob Yunus a.s. Pa melekete go zaprašale, ja rabbi, efela terham Yunus, zarem nema da mu se smiluješ na Yunus a.s. za ono što go pravil koga bil vo blago sostojba, kako što kažem premalku, ta'arraf ila Allahi fi raha. Znaj za Allah koga si vo blago sostojba i Allah ke znaje za tebe koga si vo teška situacija. Vaka ni kažu Abdullah ibn Abbas vo predanijeto koji što go beleži, go ima isto i ka ima Ibn Kathir, znači vo tefsirot na ovaj kuranski ajet koji ke ospomnam po to. Veli, pa zato to što bil dobar pokoren rob na Allah subhanahu wa ta'ala vo blago sostojba, koga bil vo rahatlak, Allah subhanahu wa ta'ala mu naredil na kitot, pa go izvadil na kopno. Znači, koga si vo blago sostojba, znaj za Allah subhanahu wa ta'ala, za Allah subhanahu wa ta'ala da znaj za tebe koga si vo teška situacija. Nije mnogo pate vikame, zašto baš mene Allah mi go dava ovo iskušenje? Kako možeš baš mene se ovo mi se slučuva? A zašto ne veliš, zašto jaz do včera mu grešev na Allah subhanahu wa ta'ala? Ili zašto koga go praviš, to je haram, ne vikaš, kako se jaz mu grešam na Allah subhanahu wa ta'ala? Međutim, kada ne pogodi iskušenje, vikame, kako baš nas ne godi ovo iskušenje? Ne da go poznavame Allah subhanahu wa ta'ala samo vo Ramazan. Ne da go poznavame Allah subhanahu wa ta'ala samo koga nije teško. Ne da go poznavame samo vo denot na džuma. Da go poznavame Allah subhanahu wa ta'ala vo tekot na celiot život. Dahak ibn Qais ni spomnuo, veli, udhkurullahe fir rahaj yadhkurkum fi šidde. Veli, spomnuvajte go Allah subhanahu wa ta'ala koga ste vo blagosostobe i Allah ke ve spomnuva vas koga ste vo teška situacija. Pa Yunus vika vo proloženje, veli, Yunus a.s. zato to što bil mnogo od one koji go spomnuva at Allah subhanahu wa ta'ala, znači zakiran lillah, zato to Allah subhanahu wa ta'ala koga padna vo teška situacija go spasilo ta situacija. A za ovo Allah subhanahu wa ta'ala ni svedoči vo kuranski ajet kao što vika فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Vika,
а да не беше Јунус алейхиселам од оние кои многу го спомнуваат Аллах субхану ва таала, ќе останеше во стомакот на китот се до денот на проживувањето. Значи, колку можеме да го спомнуваме се повеќе и повеќе Аллах субхану ва таала. Кога сме веќе кај спомнувањето на Аллах субхану ва таала, да се оддалечиме малку од тие дефиниции на ширк, таухид. Ќе спомнаме на случка од имам Ахмед ибн Хамбел. Знаете, имам Ахмед ибн Хамбел има книга збирка на хадиси по име Муснет. 40 години, значи имамот на Ахли Суннет, шетал од држава во држава, од град во град, сопирајќи ги хадис по хадис. Во едно такво негово патување, една ноќ сакал да преноќе во една џамија, во еден месчид. Дошол и решил да остане цела вечер тука. Меѓутоа дошол чуварот од џамијата и строго му се развика, рекол: забрането е спиење во ова место. Имам Ахмед ибн Хамбел излегол од врата, застанал на прагот, значи тука сепак во кругот на џамијата, али малку надвор од џамијата. Мислејќи дека тука ќе помине вечерта. Му доаѓа чуварот пак, го фаќа луто строго за нога, го влечи и го фрла сред улица. Нормално во тоа време овој чувар не го познава како изгледа имам Ахмед ибн Хамбел. Бил познат како имам. Сите го знае како најголем алим во тоа време, најголем учењак, посебно во науката на хадис. Меѓутоа, пошто немало во тоа време како денес што имаме ние Facebook, YouTube, па Twitter, па не знам што, затоа што немало во тоа време, луѓето не го познавале како изгледа. И затоа толку дрско се осмелил да го фрли на средина од патот. Од спротива на улицата имал еден пекар. Овој пекар го здогледал, постар човек, рекол да му поможам греота, па го зел, рекол: дојде ако сакаш ноќеска, преноќи кај мене, остани кај мене цела вечер, пошто тој ноќе го спремал лебо да сабајле тазе да го продава. Па вика: од сабајле, тргни си на својот пат. Имам Ахмед ибн Хамбел прифати и отиде кај него. Кога гледа овој пекар како цело време додека го меси лебот, кажува: Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи ва бихамдихи. Слава на Аллах, захвала на Аллах. Цело време се вака го спомнува Аллах субхану ва таала. Имам Ахмед ибн Хамбел зачудено го запраша. Вика: секогаш кога работиш на овој начин работиш, толку долго го спомнуваш Аллах субхану ва таала? Вели: да. Вели: وما ثمرة ذلك في حياتك. Повели: а кои плодови од тоа твое спомнување на Аллах ги најде во твојот живот? Што е резултатот, сака да каже, од тоа? Му вели: се што посакав од Аллах субхану ва таала, затоа од тој зикр, Аллах ми го исполнил до сега. Секоја желба Аллах ми е исполнил. Се што посакав, Аллах ми исполнил. Освен една работа, вели. Што е таа работа? Имам Ахмед зачудено го запрашал. Што е таа работа? Рекол: цело време го молам Аллах субхану ва таала да ми го покаже имам Ахмед ибн Хамбел, да го видам. Имам Ахмед ибн Хамбел се насмеал и му рекол: ха имамул Ахмед юџерру мин риџлихи иля бабик. Му рекол: еве го имам Ахмед, влечејќи го за пачавици за нога, ти го фрлија пред врата. Значи, што значи човек да го поврзи срцето со Аллах субхану ва таала? Што значи човекот да го оствари тој таухид во своето срце? Што значи човекот да го живее животот само за Аллах субхану ва таала? Во секои негови покрети, движења, во седнување, во станување, дури кога влегува дома, излегува, легнува да спие, станува, во сето тоа време го спомнува Аллах субхану ва таала. Значи, тој е наградата за оние кои се цврсто поврзани за Аллах субхану ва таала. Да се вратиме на ширкот. Значи, еден од видовите, друг на ширкот, е хауф. Хауф е иначе ибадет. Страф, значи во превод. Страф, кој човек треба да го има, значи страхопочет само од Аллах субхану ва таала и од никој друг. Во нормални работи кои се во дуњалокот ни се случуваат секојдневно, значи не е спорно човек да се уплаши. Примерно излегува еден голем лав, ќе се уплашиме или не? По мој ќе се уплашиме.
Ова е нормално. Меѓутоа страв да се плаши човек да не му наштети некој шејтан, да не му наштети некој џин, да не му наштети некој светец, оди му прави ибадет на тој светец. Доаѓа вика шех или оџа, ми излезе насон да го правам филан и филан ден. Или да славам Василица, или да го правам Ѓурѓов ден. Зошто? Вика, ми излезе насон. Ако не го одбележам овој ден, ќе ми го убијат детето, ќе ми го земат детето. Кој му го даде животот на тоа дете? Аллах субханаху ва таала. Кој може да го усмрти тоа дете? Само Аллах субханаху ва таала. Меѓутоа, од страф од Аллах субханаху ва таала го препишува здруженик. Плашејќи се да не му се случи нешто лошо, што викаме ние шубе имам, по нашки да се изражам. Тоа шубе имам, или тој страф кој му го припишуваат на друг, освен од Аллах субханаху ва таала, и тој ден го обележуваат. Прават една добра, огромна церемонија, едно добро јадење, дури исколат курбани во името на свети под наводници тој и тој. Ова е значи тој голем ширк кој те вади од исламот. Значи битно е да се зборува за овие теми. Битно е затоа што многу од нашите луѓе, ако не ние некој сигурно во фамилијата има, или во комши, или во градот, сигурно има некој кој го практикува се уште ова. На некој му се случило да речиме нешто лошо, да речиме му се скршило нога или рака, или го погодило некој мусибет од Аллах субханаху ва таала на некој ден. И тој ден таја дата ја одбележува, вели овој ден морам да колам курбан. Морам да правам една огромна церемонија, едно добро јадење да дадам. Да ги повикам сите, затоа што ако не го направам ова, ќе ме снајде некоја штета, некоја тешкотија. Ова е тоа неискрено, неисправно верување во Аллах субханаху ва таала. Значи овие се тие ширкови кои се случуваат секојдневно околу нас. Значи затоа човек треба да го учи овој таухид. Во овој хадис кој го спомнав пред малце, од Абдулла ибн Абас, Мухамед ﷺ потоа продолжува со советот кон Абдулла ибн Абас и му вели: "Лау анна ал-уммата", вика, "Валау иджтамиу", да би се собрале сите, цел уммет, и луѓе и џинни, "Ала ан јадруке, ала ан јанфауке бишејн, лем јанфауке илла бишејн кад кетабаху Аллаху лек". Вели да сакат да ти поможат нешто, да ти дадат некоја корист. Ако Аллах субханаху ва таала тоа не ти го одредил, тие нема да можат тоа да го направат. "Валау иджтамиу ала ан јадруке бишејн", и кога сите тие би се собрале да ти наштетат нешто, ако Аллах субханаху ва таала тоа не го одредил, тоа нема да се случи, нема да може да ти наштетат. Затоа што вика: "Валау иджтамиу ала јадруке бишејн, лем јадруке илла бишејн кад кетабаху Аллаху алейк". Нема да може да ти наштетат освен со она што Аллах субханаху ва таала ти го одредил. Во другиот ривајат, што не од Тирмизи, во истиот хадис, во истото предание, во друг ривајат вели: "Ва'лам анна ма ахтајке лем јекун лиюсибек". Она што те промашило не можело да те погоди. И она што те погодило не можело да те промаши. Значи тоа е тој јакин. Тоа задоволство со одредбата Аллахова. Кажуваме алхамдулилlah и продолжуваме напред во животот. Не да бараме причини да обожаваме светци, камења или дрва, или каброви, гробови на некои си, што биле таму пеливани или евлии под наводници. Значи сето тоа е од ширк кој што Аллах субханаху ва таала не го опростува. Други видови кои ги имаме многу распространети, за жал, е колнењето. Многу пати ќе слушнеме се колни во деца, се колни во мајка, се колни во татко. А Мухамед ﷺ во хадис ни кажува, ни вели: "Мен халефе би гајри Аллахи фекад кефер ау ашрек". Вели кој ќе се заколни во некој друг, освен во Аллах субханаху ва таала, тој направил куфр или ширк. Значи ова е мал ширк. Нели, ширкот се дели на два дела, прво да кажеме. Мал ширк и голем ширк. Големиот ширк те вади од исламот, а малиот ширк не те вади од исламот, остануваш во оквирот на исламот. Големиот ширк ги поништува, ги анулира сите твои дела.
малиот ширк не ги поништува. Големиот ширк е себеб да остане човек вечно во џехенем, малиот ширк не е себеб да остане човекот вечно во џехенем. Со големиот ширк не ти се безбедни животот, крвта, значи животот, ирдихи ва малихи, честа ва малихи и богатството. А со малиот ширк не спаѓа во таа категорија. Значи овие се разликите. Значи ова спаѓа во мал ширк, кога се колниме во име на некој друг освен Аллах. Али треба да знаеме дека малиот ширк е поголем од најголемите гревови. Значи некој да не каже, што ме мал, самиот збор мал да не го излажи. Значи што ме мал може да се направи. Не. Тој е поголем од големите гревови. Значи полошо е некој да направи човек зина или да украде нешто. Значи ова е мал ширк, ако се заколни верувајќи дека во оној во кој се колни, тој не е во ист ранг со Аллах субханаху таала. А ако има во обедување дека тој е еднаков со Аллах субханаху таала или приближен на Аллах субханаху таала, тогаш ќе направил голем ширк, затоа што го прави ортак на Аллах субханаху таала. Исто така, еден од ширковите кои се распространети помеѓу народот, тоа исто така кој го бележи имам Ахмед, вели хадисот кај што вели џеа раџул ле наби саллаллаху алейхи ва селем, дојде човек кај Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. И во таа ситуација кажал: ја Расулуллах, во таа прилика, маша Аллаху ва шит. Она што го сака Аллах субханаху таала и она што го сакаш ти. Мухамед саллаллаху алейхи ва селем строго му одговорил. Значи му реплицирал, рекол: еджеалтене лиллахи нидден, зарем ме направи ортак на Аллах субханаху таала? Бел маша Аллаху вахде, меѓутоа кажи она што го сака Аллах сам, еден и единствен. Ке слушаме многу пати: аман само ти Аллах, аман само, кај нас вика, аман само ти Господ. Значи ова исто така тој е голем ширк. Кога сакаш да кажеш, треба да искористиш, па потоа. Пример, Аллах може да ми помогне, па потоа, после тоа, значи, ти. Значи, прво да го ставиш Аллах субханаху таала, па после тоа, може би, ќе ми помогнеш ти. Значи, исто така, тоа е една многу опасна работа. Кога ќе дојде тоа искушение, кој може освен Аллах субханаху таала да го врати? Кога ќе се случи некоја незгодна ситуација или некој мусибет, освен Аллах. Аллах ни каже во Куран, вели: "Вајям сеска Аллаху бидуррин фела кашиф лаху илла ху." Кој може тоа да го отстрани од тебе освен Аллах субханаху ва таала? Исто така еден друг вид на ширк кој е распространет е темиме, односно тоа е оние амајли или оние како мартинки, конци кои ги ставаат со ниет да се заштитат од нешто друго освен од Аллах субханаху ва таала. А Мухамед саллаллаху алейхи ва селем не кажува, вели во хадисот од Укбе ибн Амир, вели: "Мен аллака тамиметен факад ашрак." Вели кој ќе обеси амајлија, кој ќе стави амајлија или нешто со ние да го штити, како тие плави окца, или некој си синџер или алки, така натаму, со ние да го заштити тоа нешто, мен аллака тамиметен факад ашрак, тој направил ширк на Аллах субханаху таала. Значи, доколку верува дека таа амајлија го штити без Аллах субханаху таала, значи сама по себе, тогаш направил голем ширк, излегува од оквирот на исламот. И доколку умри во таа ситуација, умира како неверник. А доколку верува дека таа амајлија, тоа темиме во арапски, е само себе, а Аллах субханаху таала го штити, тогаш тој направил мал ширк. Значи да ги разликуваме работите. Али во секој случај и во двата случаеви, значи човекот е во огромна опасност. Некој вика, па добро, ова е со Куран пишано. Значи, амајлија било од Куран, иако има разиденување помеѓу исламските научници, исправен став е дека е забрането и од Куран и од она што не е од Куран.
Затоа што во хадисот дојде мен аллака тамиметен фекад ешрек. Вели кој ќе обеси тамиме направил ширк на Аллах субхану ва таала. Во арапски јазик, значи дошло тамиметен се вика некира. Некира е непознато во арапски јазик. Кога ќе дојде некира, фи сијаки шарт, во условна реченица, тогаш ги опфаќа сите видови од тој збор. Се работи за амајли, значи ги опфаќа, пошто дојде мен. Мен адавати шарт. Мен е од алатките на шарт, да наречам во арапски јазик. Значи услов. Мен. Значи условна реченица. И доаѓа некира како непозната темиме, значи ги опфаќа сите амајли. И од Куран, и оние кои не се од Куран. Значи, мен аллака тамиметен ги опфаќа и оние амајли кои се од Куран, и оние кои не се од Куран. Исто така, друг аргумент кој не докажува дека не е дозволено да се завземат овие амајли, тоа е дека човекот влегува во секакви чисти или нечисти места. Значи се изложува на понижување Куранот. И ред други аргументи, значи со оглед на времето дека не е кратко, доволно е да сфатиме дека тоа е строго забрането во исламот и представува ширк. А појаснавме опасноста на ширкот. Исто така, Имран ибн Хусейн, асхаб, вели Мухамед салаллаху алейхи ва салем еден ден, вели абсара ала удади раджули халкатен. Виде Мухамед салаллаху алейхи ва салем еден ден во раката, значи на пределот на мускул, видел како нешто обесено на човекот. Халкатен мин суфрин. Фекале ма хадихи, го запраша, што е ова? Мухамед салаллаху алейхи ва салем го запрашува овој асхаб кој дошол, рекол, што е ова? Рекол, ја Расулуллах, хие минел вахине. Рекол, Аллах посланици, тој од вахине. Тој е вика да ме заштити од слабост. Фактички барал со тоа што го обесил на него, да се заштити од слабост или болест, според друго мислење, како и да е, значи барал тоа да го штити. Мухамед саллаллаху алейхи ва салем му рекол, Емма иннеха фе ла езидоке илла вахна. Навистина тоа нема да ти ја зголеми освен слабоста. Значи тоа уште повеќе ќе те разболи или ќе ти ја зголеми слабоста. Ензиаха, во друг ривајат енбидха, вика енбидха анке, вика отфрли од тебе. Вика отфрли од тебе затоа што фе иннеке ле умитте ва хија алейке лема ефлехте абеда. Ако би ти умрел и тоа се уште е на тебе, вика не би се спасил никогаш. Значи вечно би останал во джехеннем. Значи човек дали може да клања намаз, да пости, да дава огромни пари зекјат, да оди не 10-100 пати на хаџ и да биде покрај тоа неверник? Да може. Како? Со тоа што ќе направи ширк на Аллах субхану ва таала. А рековме аетот, ако направи ширк на Аллах, сите дела ти пропаѓаат. Како јас бев 10 пати на хаџ. Ти си бил и 100 пати може би на хаџ, меѓутоа не си го реализирал овој таухид, не си го сватил во животот. Клањам 5 вакти, може и 500 пати да клањаш. Меѓутоа доколку овој таухид не го сватиш, твоите дела се анулираат, доаѓаат на нула. Немаш дела, немаш севапи кај Аллах субхану ва таала. Значи битно е да го сватиме добро овој таухид. Значи се ова е во оквирот на таухид. Некој го рачуна таухид, Аллах е еден и завршивме. Да, Аллах е еден и ние викаме. Кога би ги прашали неверниците и тие би кажали, ние веруваме во Аллах. Аллах и наш Господар ќе кажат. Меѓутоа, овие работи кога ќе ги видиме во пракса, ни докажуваат колку е битен таухидот. Или колку е голема опасноста на ширкот. Исто така, една од опасностите која е многу распространета, вели Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, е тоа кога човек би ошел кај тие гатачи или бајачи. Вели во хадисот, мен ета аррафен, кој ќе дојде кај арраф. Арраф е тој кој се нарекува себе си како сезналец. Или оној кој го гледа невидливото, го знае гајбот, со помош на джинови и шејтани. Значи вика дека го знае гајбот и известува информација од гајбот. Па вика за ваквиот Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, за човек кој оди кај ваква личност. Вели мен ета аррафен,
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ 40 لَيْلَ. Вика, кој ќе оде кај ваква личност и ќе го праша нешто, само да го праша, без да му верува, вели намазот нема да му биде примен 40 ноќи. Хадисот го пренесува, иначе има Муслим, значи е веродостоен. Само да одиш да го прашаш. Некој вика, па што има лошо? Ќе одам само да прашам. Да, тоа прашање ќе те кошта тоа што нема да биде примен намазот 40 ноќи. Кога човек би верувал во тоа што ќе каже, во другиот хадис вели Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, мен ата кахинан ау аррафан фасаддакаху бима якул факад кафара ала бима унзила ала Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Вика, кој ќе дојде кај кахин онај кој предскажува информации за во иднина, па ќе го праша нешто и ќе му поверува во она што тој го зборува, вели направил куфр, неверство во она што Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, она што му е објавено на Мухамед салаллаху алейхи ва саллем. Значи многу опасна работа. Исто така, со оглед дека нема многу време, ќе ги спомнам само на брзина. Вика Мухамед салаллаху алейхи ва саллем: "Инна ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширку al-asghar." Вели најповеќе што се плашам за вас е малиот ширк. Па го праша саби, ја Расулуллах, "Ва ма аш-ширку al-asghar?" А што е малиот ширк? Што е тоа мал ширк? Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем: "Ер-рија", да правиш дела за да те бендисаат другите, за да му се допаднеш на другите, ги разубаваш своите дела, затер на другите да го видат тоа и да речат: "А, машаллах, виде колку добро го направи, колку добро клања, колку долго стои на сежде." Или како учи Куран, виде каков глас има, или виде како зборува и така натаму. Значи се тоа е рија. Ке спомнам на брзина на случка во време на табините. Мухамед ибн Мукедер, познат учењак, вели еден ден влегов во џамијата на Мухамед салаллаху алейхи ва саллем во ноќ. А вика, долго време не слезе дожд, Аллах субханаху ва таала не ни даде дожд долго време. Па вика, сите ехлул Медина, сите жители на Медина, замислете во време на табините, кои побожнаци, кои алеми ги имале. Вика, излегува на салатул истисқа, излегува да бараат дожд од Аллах субханаху ва таала. Па вика, долго време Аллах не му спуши, не му се озваа на нивната дова. Меѓутоа, вели, во една ноќ дојде еден човек. Вика, јас се скрив за да не ме види. Па вика, почна да прави ибадет. И вика, јас позади него го слушам. А тој вика, седна, ги крена рацете и рече: "Аллахумме, инна ахлал Мединета истаскауке." Вика, ја Раби, навистина ехлул Медине, вика, побарај од тебе, излегува на салатул истисқа, вели, побарај од тебе дожд, па не му се озва, не му оствари нивната дова, не му даде дожд. Па вика, aqsamtu алейке, вика, се колнам во твојата големина, ја Раби, да ги обскрбиш со дожд. Вика, долго време човекот плачејќи прави дова, па Аллах субханаху ва таала му ја услишува довата и во истите тие моменти му спушта дожд. Мухамед ибн Мункедер се чуди. Вика, колку луѓе, колку побожнаци во Медина, заремо дова и Аллах субханаху ва таала ја прими довата. Човекот останал, праејќи ибадет се до сабах намаз. Клањале сабах, си заминува дома. Вториот ден исто така, го гледа човекот доаѓа, истиот човек. Третиот ден исто така и прави дова, значи прави ибадет се до сабах. На крајот, после сабах намаз, решава да го прати, да види кој е овај човек толку побожнак. Па излегува и оди позади него. Се дури не стигна до неговата куќа да види каде живее овај човек. Се распрашува кој е овој човек, му кажува, човек обичен, поправа чевли. Чевла, значи поправа чевли. Му доаѓа во неговото работно место, во неговиот дуќан, Мухамед ибн Мункедер, овој побожнак, алим. Влегува кај него и му вели: "Селамун алейкум", алейкум салам. Кога го гледа овој побожниот човек, станува на нога, вели: "О, ни дојде", вика, "каква чест Мухамед ибн Мункедер кај нас. Вика, повелете, седнете, како да ви услужам, сакате да поправам вашите чевли?" Вели: не дојдов за тоа. Вика, "Јас сум твојот пријател од таа ноќ, кој е сведок за она што се случи помеѓу тебе и Аллах субханаху ва таала." Човекот строго се изнервирал. Нема повеќе тоа нежност. Грубо му се одврати
со висок тон, вика: "Ва ма шенуке ва шени ја Аба Абдаллах." Вика: "А што ти е тебе од врската меѓу мене и Аллах субханаху ва таала?" Значи строго му се обраќа. Човекот Мухамед ибн Мункедир во паника, збунет, излегува надвор. Го чека во истата вечер, не доаѓа во џамија, овој побожнак другиот. Другата вечер пак не доаѓа, па се решава му оди дома. Наоѓа една стара жена, ја прашува, вели: "Каде е филан и филан, тука имаше?" Вели: "О, наш почитуван алимо, што си направил?" Вика: "Од тој ден човекот собрал се што има и се преселил, повеќе не го видовме." Се преселил, знаете зошто? Затоа што го дознале кој е тој побожнак. За да не се расшири, да не го познава никој, да не го знае никој кој е тој побожнак. Значи ова е тој ихлас, чист ниет, дела само во името на Аллах. Че не ќе никој да знае за него. Зашто ако останал, ќе дознаеле сите. За никој да не го знае, се оддалечил од тоа место. И вика Мухамед ибн Мункедир, кога пренесува, вели: "До овој момент од животот го барав и се уште не сум го нашол. Ниту името не му е познато, ниту каде заминал." Значи тоа е тој ихлас. Уште колку време имам? Ще ичи. Добро. Шала ќе завршиме. Тоаш, после насихат нека биде, пошто нема повеќе време. Зборовите на Суфјан ат-Таури. Ние секогаш пошто се плачиме, викаме имаме проблем со филан, со луѓето, секогаш нешто не ни одговара. Вели Суфјан ат-Таури: "Ислих ма бейнеке ва бейн Аллах, юслих Аллаху ма бейнеке ва бейн нас." Вели: "Поправија врската помеѓу, односот помеѓу тебе и Аллах субханаху ва таала, а Аллах ќе поправи односот и врската помеѓу тебе и луѓето." Поправија везата помеѓу тебе и Аллах субханаху ва таала, и Аллах ќе го поправи односот помеѓу тебе и луѓето. Го молам Аллах субханаху ва таала да ги украси нашите срца со таухидот, да го осветли нашиот пат со овој таухид кој не води до дженнет. Овој таухид да биде патоказ за нас да стигнеме до Аллаховото задоволство. Како што денес не собра во ово место, да не собери во куќата на својата дарежливост во дженнетот Фирдаус ал-А'ла. И овој собир, како што кажа братот Бене на почетокот, мада не разбрав на ромски јазик, али на арапското го разбрав, хадисот, кај што вика: "Куму магфурен лекум." Да Аллах субханаху ва таала ни кажи: "Разединете се, станете, веќе ви опростив на сите вас." Ва ахиру давана ан алхамдулиллахи раббил алемин.